Ladies and gentlemen, dame и добре не дојдовте. Индеруар завенда Почитуван заменик председател на владата на Република Северна Македонија, задолжен за политиките за добро владење, господине Арбен Фетај, почитуван заменик министер за внатрешни работи, господине Астрид Исени, почитуван представник на УНХЦР во Северна Македонија, господин Габриел Гуалано Дегодој, почитуван заменик на шефот на мисијата на ОПСЕ во Скопје, господја Сузан Пенкас. Почитувани присутни, добро дојдовте на денешниот настан посветен на одбележувањето на едно историско достигнување на нашата држава, каде што целосно се решени сите познати случаи на лица без државјанство кои произлегоа од распадот на поранешната социјалистичка федеративна република Југославија. Кабинетот на заменик председателот на владата на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за внатрешни работи, УНХЦР и мисијата на ОПСЕ во Скопје се коорганизатори на овој настан. Ова е значаен момент не само за Република Северна Македонија, туку и за регионот и пошироко, бидејќи ова е доказ дека со политичка волја, институционална соработка и посветеност кон човековите права, дури и најдолгорочните прашања може да се решат. Чест ни е што денес со нас се високи представници кои одиграа клучна улога во овој процес. Им благодарам на сите присутни и на сите учесници за несебичната поддршка во реализацијата на овој процес. Ве повикувам да го проследите денешниот настан со внимание и со чувство на заедничка гордост за овој исклучителен успех. Добре дојдовте на денешниот настан посветен на одбележувањето на едно историско достигнување на нашата држава, каде што целосно се решени сите познати случаи на лица без државјанство кои произлегува од распадот на поранешната социјалистичка федеративна република Југославија. Кабинетот на заменик председателот на владата на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за внатрешни работи, УНХЦР и мисијата на ОПСЕ во Скопје се коорганизатори на овој настан. Ова е значаен момент не само за Република Северна Македонија, туку и за регионот и пошироко, бидејќи ова е доказ дека со политичка волја, институционална соработка и посветеност кон човековите права, дури и најдолгорочните прашања можат да се решат. Чест ни е што денес со нас се високи представници кои одиграа клучна улога во овој процес. Им благодарам на сите присутни и на сите учесници за несебичната поддршка во реализацијата на овој процес. Ве повикувам да го проследите денешниот настан со внимание и со чувство на заедничка гордост за овој исклучителен успех. На филм кам Дерин the На почеток и ми представува чест и задоволство да го поканам да се обрати пред присутните заменик председателот на владата на Република Северна Македонија задолжен за политики на добро владење, господинот Арбен Фетај, повелите заменик председателе. Благодарам Венера, почитуван министре, почитуван заменик министер за внатрешни работи Астрид Исени, почитувани присутни, почитувани представник на УНХЦР господин Габриел Гуалано Дегодој, почитуван заменик на шефот на ОПСЕ во Скопје, господја Перска, почитувани представници на институциите и меѓународните организации, почитувани присутни. За 3 децении Северна Македонија претрпе тешка неправда. Стотици мажи, жени и деца, родени и израснати во оваа земја, беа невидливи за сопствената држава. Тие беа нелегални во сопствениот дом, лишени од со основните човекови права, едноставно поради една историска неправда, негирање на нивното право на државјанство. Без државјанството на овие граѓани им го одзеде човечкото достоинство во повеќе димензии. Нив им беше одбиен пристап до здравствени услуги, образование за нивните деца, социјална помош, загонски или легален брак или регистрација на имоти. Тие не можеа да гласаат, ниту да се кандидираат за јавни функции. Замислете, значи, каква е тежината на ваквата дехуманизација, да живеете во сопствената држава, но да не постоите во пред очите на таа држава. За да се разбере човечката трагедија за статистиката за бездржавјанство, сакам да ја споделам со вас приказната за Мемет Камбери. Мемет беше младо момче роден во 2004 година, кој го загуби животот
во мај 2023 година поради компликации предизвикани од недиагностициран диабетес. Мемет немаше лична карта, немаше ниту здравствена книжка. Тој беше примен во болница со позајмени документи. Таму го загуби животот. Неговото безживотно тело остана во мртовченица 3 недели поради административните пречки поврзани со бездржавјанството. Како што рекол Нелсон Мандела, да им се негираат човековите права на луѓето, значи да им се негира самата човечност. Мемети и другите како него останаа без глас, без достоинство, без живот, само поради тоа што беа без државјанство. Но денес со голема гордост можам да кажам дека оваа историска неправда е дел од минатото. Северна Македонија е првата земја во регионот што ги реши речиси сите случаи на бездржавјанство наследени од распадот на поранешна Југославија. 317 граѓани, последните граѓани кои беа без државјанство од независноста на земјата, сега уживаат во своето право на државјанство нивно во Северна Македонија. За прв пат тие ќе имаат целосен пристап до правата и заштитата што им следуваат како граѓани на оваа земја. Ова е голема победа што ја славиме денес во оваа сала заедно со институциите, со меѓународните институции и невладините организации кои што работеле во овој правец. Се разбира, овој успех не дојде сам по себе. Тоа е плод на извонредна мобилизација и неуморен активизам. Би сакал од се срце да им се заблагодарам на секој поединец и организација што придонесува во оваа битка. Нашите институции, меѓународните партнери како што се УНХЦР, ОСПСЕ и многу други организации што работат и се ангажира во овој правец, граѓанското општество, медиумите, политичките партии и секој граѓанин што верува во оваа визија за правда. Посебна благодарност им упатувам на активистите на граѓанското општество, од кои дел од нив се меѓу нас денес, а ја започна кампањата за државјанство во периодот 2020-2021 година. Исто така, сакам да ја изразам мојата благодарност за решителноста на пратеницата од коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива, кои со цели месеци го блокираа собранието се додека не се донесе новиот закон за државјанство. Закон што ги отвори вратите за одбиените и негираните граѓани и ни овозможи ваков успех што денес го славиме. Значи, овој закон не беше само еден правен акт, тој беше пред се длабоко хуман чин, доказ за моќта на правдата и еднаквоста. Иако се соочи со силен отпор на почетокот, законот се покажа како вистинско решение за изградба на општество каде што секој човек има свое место и достоинство. Сепак, нашата борба не завршува тука. Нашата посветеност сега е строго да го спроведуваме законот и да ја зајакнеме законската рамка за да обезбедиме никој да не остане без државјанство во иднина. Северна Македонија го зајакна членот 4А од Законот за граѓански регистар, обезбедувајќи регистрирање на секој дете по неговото раѓање без оглед на правниот статус на родителите. Ова е причината зашто денес ние стоиме горди како лидери во рамките на глобалната алијанса за ставање крај на бездржавјанството, почитувани присутни. Ние градиме една Северна Македонија каде што државата не ве прашува кои сте или што представувате, туку доколку сте се родиле тука, живеете тука и придонесувате тука. Градиме иднина каде што никој не е дехуманизиран, туку каде што секој поединец ужива универзални човекови права. Северна Македонија е приказна на успех во овој правец, доказ дека правдата триумфира кога има политичка волја и меѓународна соработка. Државата не е создадена да дели и поделува или да угнетува. Државата постои за да ги штити и да се грижи за своите граѓани. Нашата држава, значи, никогаш нема да биде ѕид, туку засолниште за секој граѓанин. Благодарам. Заменик председател на владата, ви благодарам за овие инспиративни зборови и за поддршката која што секогаш ја нудите и ја изразувате за напредување на човековите права во секој момент и во секој правец. Сега го поканувам заменик министерот за внатрешни работи Астри Тисени да се обрати пред присутните
И за Министерство за внатрешни работи мораме да нагласиме дека тие одигла исклучителна административна, техничка и административна улога во решавањето на овој случај. Господин Исени, имате збор, повелете. Благодарам. Благодарам, gospođa Venera, zamjenička na sekretarja na vlada. Početak dozvolite da pozdravim ova inicijativa, počitovan zamjenik na vlada, gospodin Arben Fetaj, ministar za politika, demografija i za mladi, gospodin Fatmir Limani, počitovani predstavnici na diplomatskиот хор, представник мој пријател во УНХЦР во Северна Македонија, господин Габриел, почитувана заменик шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, господја Сузан, почитувани господје и господа. Имам чест да ве поздравам и да учествувам во овој нашиот настан каде се изврши оценување на досегашните постигнувања, ќе се зборува за досегашните практики и ќе се инициират нови настани од страна на МВР за да се даде крај на бездржавјанството. Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи секогаш биле проактивни и отворен пристап, секогаш биле и ќе останат активен и кредибилен партнер на УНХЦР. Државјанството е едно од основните човекови права и е правна основа за голем број други граѓански права и слободи. Ја означува правната врска помеѓу лицето и државата, без оглед на начинот на стекнување и него означува етничкото потекло на државјанинот. Проблемот со државјанството и регистрацијата на нерегистрираните лица, особено на децата кои се родени и се наоѓаат на територијата на една држава, а не се регистрирана во матичните книги на родените, треба да се надмине. И секоја држава треба да во националното законодавство да предвиди законски норми со цел да го намали бројот на лица без државјанство и да се овозможи нерегистрираните деца да се регистрираат каде што живеат. Почитувајќи ги меѓународните документи, како што се Универзалната декларација за човековите права од 1948, Конвенцијата за статусот на лицата без државјанство од 1954 година и Конвенцијата за намалување на бездржавјанство од 1961 година. Државите треба да ги почитуваат меѓународното право, особено членот 15 од Универзалната декларација за човековите права од 1948 година, според кој секој има право на државјанство. Нито едно лице не може произволно да му се одземе државјанството, ниту пак правото да му го смени своето државјанство. Конвенцијата за статусот на лицата без државјанство од 1954 во членот 1 го дефинира изразот лице без државјанство, означава као лице кое ниједна држава по сила на својот закон не го смета за свој државјанин. Конвенцијата за намалување на бездржавјанството од 1961 година е примарен меѓународен правен инструмент за избегнување и намалување на овој феномен каде што е можно. Двете конвенции за статусот на лицата без државјанство од 1954 година и за намалување на бездржавјанството од 1961 година обезбедуваат правни средства за заштита на лицата без државјанство и за подобрување на стабилноста на меѓународните односи и обврски кои државата потписничка треба да ги почитува. Законот за државјанство на Република Северна Македонија е донесет во ноември 1992 година. Измените и дополнувањата на истиот се донесени во 2004, 2008, 2011, 2016, 2021 и 2022 и се во согласност со Европската конвенција за државјанство, подписана од Република Северна Македонија на 6 ноември 1997 година.
Собранието го ратификува оваа конвенција во 2002 година, каде што се содржани дава опасва за законодавство на државите членки. Република Северна Македонија во октомври 2019 година донесе закон за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанството од 1961 година. Согласно член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Северна Македонија, со кој на улеснителен начин се овозможи да се добие државјанство од државјаните од поранешната Федеративна Република Југославија, кои до 8 септември 1991 година, односно до денот на прогласување на независност на Република Северна Македонија, живееле во територијата на Република Македонија. Овој член почна да се применува на 37.21 и на 8 септември 24 во овој период државјанство добили 1145 лица на поранешна сепаративна СФРЈ, од кои 300 лица биле со статус без државјанство. Во 2023 година е донесен Законот за изменување и дополнување на Законот на лична карта и Законот за пријавување на живеалиштето и пребивалиштето на граѓани со цела оваа категорија граѓани кои ќе се стекнат со државјанство да може на полесен начин да добијат личен документ. МВР во изминатиот период даде голем допринос за постигнатите резултати во решавање на случаите на лица без државјанство. Република Северна Македонија и натаму останува силен поддржувач на меѓународната заедница и посветен и одговорен партнер во глобалниот диалог и силен како таков признаен генератор и столб на мир, стабилност и безбедност во Балканскиот и Европскиот регион и пошироко. Благодарам. Благодарам. Подсетувам заменик министер за внатрешни работи за убавите зборови и за вашиот говор. Исто така уште една благодарност за улогата на МВР за овозможување на пристап во однос на бездржавјанството на ранливите лица. Ставникот на УНХЦР во Северна Македонија, господинот Габриел Гуалано де Годој, преку поддршката, стручноста и заедничкото делување со институциите, УНХЦР беше двигател на многу решенија. Сот мене ще да префасуе. Денес со нас е и представникот на УНХЦР господин Габриел Гуалано де Годој. Преку поддршката, стручноста и заедничкото делување со институциите, УНХЦР беше двигател на бројни решенија. Подсетувам господин Габриел Гуалано де Годој, повелете. Почитуван заменик председател на владата, почитуван заменик министр за внатрешни работи, почитуван министре за социјална политика, демографија и млади, министре за правда, почитувани представници на меѓународната заедница, семејството на Обединетите нации, почитувана Сузана, заменичка шеф на мисијата на ОПСЕ, почитувани органи, институции, партнери, биле адвокати и пријатели. Би сакал да им честитам на органите на Северна Македонија за нивното водство во тоа што станува прва земја која што ги разрешила сите случаи на бездржавјанство кои што стоеле нерешени од распадот на Социјалистичка Федеративна Република Македонија. Последните 317 лица кои што чекале не само години, туку и цел живот, сега има државјанство кое што секогаш им било право. Од 2001 година околу 20.000
лица без државјанство добиле државјанство во Северна Македонија. Ова е резултат на принципиелно лидерство, неуморни напори на институциите и заедничка визија за правда. Ги искажувам моите најдлабоки уверувања за владата и благодарност, посебено на министерот за внатрешни работи и на кабинетот на премиерот за вашата посветеност на сите административни работники кои што го забрзаа своето активирање. Почитуване господине Јовар, шеф на секторот за државенство, господјо Зикова и службите за регистрирање на државјанство во целата земја. Сакам да ја поздравам и да ја честитам на Мила на сите колеги од Обединетите нации и од УНХЦР и да одадам признание за историската поддршка од парламентот и сите лидери во заедниците. Вашата работа им го промени животот на лицата. Ова ме подсетува на животот на Ружа, 93 годишна жена, која што се до оваа година никогаш не имала ни еден документ со кој што се потврдува нејзиното постоење. Е родена во една држава, живеела низ уште две и со децении чекала. Нејзините раце што треперат додека ги добиваше лична карта се моќен символ за тежината што без државјанството ја носи врз човечкиот живот. Меѓутоа, нејзиното чекање сега е завршено. Ружа е символ на тоа зошто постојат конвенциите за државјанство од 1954 и 61 година и зошто работата на УНХЦР е важна, со поддршка од властите, донаторите и партнерите и во присуство на делегацијата на ЕУ, ОПСЕ, Советот на Европа и истакнатите амбасадори. Нашите заеднички напори веќе пишуваат нови приказни деца кои се запишуваат во училиште, родители кои што склучуваат брак и планираат идни на Северна Македонија денес стои како регионален и глобален лидер во борбата против бездржавјанството и како членка на глобалната алијанса за ставање крај на бездржавјанството. Оваа земја не само што го исполни даденото ветување, туку воспостави цврст преседан што инспирира и надвор од нејзините граници. Бездржавјанството е неправда создадена од луѓето и како и секоја неправда од наша рака може да се исправи. УНХЦР останува цврсто посветен на поддршката на Северна Македонија во одржување на ова постигнување, затворање на преостанатите 168 случаи на регистрирани деца и спречување ниедно дете родено тука никогаш повеќе да не порасне нерегистрирано. И сега ја гледам Лесни овде, представничката на УНИЦЕФ. Ниедно дете родено овде веќе нема да расте нерегистрирано, невидено и незаштитено. Секое лице е важно. Секој човек заслужува државјанство. Тие имаат право да имаат права. За луѓето и семејствата кои што веќе не се без државјанство, вашето трпение, вашиот дигнитет, вашата упорност не доведе денеска овде. Денес вашата земја ви кажува дека припаѓате. Ви благодарам многу. Благодарам многу, господине Габриел, и во името на владата на Република Северна Македонија, ви благодарам за вашата заложба и за долгорочната поддршка. Придонесот на вашата организација е важен дел од овој успех. За нас како влада во овој процес на соработка е и соработката, постојана соработка со организацијата на ОПСЕ во Северна Македонија, организација која што одигра значајна улога во зајакнување на законската рамка за заштитата на правата на граѓаните. Имено во правец на духот на соработката го поканувам заменикот на шефот на ОСЦЕ во Скопје, господја Сузана Песен. Во овој процес од значајна поддршка и соработката со постојаната мисија на ОПСЕ во Република Северна Македонија, организацијата која играше значајна улога во зајакнувањето на правната рамка и заштитата на правата на граѓаните.
Токму во духот на позитивната соработка, ја поканувам пред присутните да се обрати и заменик шефот на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Welcome. Почитувани пратеници, господине Фетаев, заменик министри и сени, и господине Годои, почитувани пратеници, членови на владата, екселенции, представници на меѓународни организации, партнери и колеги, добар ден. Дозволете ми да почнам со тоа што ќе упатам благодарност за организирањето на овој настан со кој се одбележува значаен успех во напорот да се решат долготрајните случаи над бездржавјанство. Денес го славиме затворањето на болното поглавје во животите на 317 поединци чие бездржавјанство е поврзано со распаѓањето на поранешна Југославија. Успешното решавање на овие случаи е одраз во постојаната заложба на владата. Владата за справување со комплексни правни и општествени предизвици, меѓу кои главно е бездржавјанството, како и за обезбедување еднак пристап до права и услуги за сите жители на Северна Македонија. Тоа исто така представува моќен доказ за нашата заедничка посветеност кон градење општество вкоренето во правичност, еднаквост и почит за човековите права, која е презедов улогата на шеф на мисијата во заменик шеф на мисијата во 2022 во Северна Македонија живеа околу 750 нерегистрирани поединци. Би сакала да им честитам на националните власти за преземањето одлучни чекори за обраќање внимание на ова прашање, посебно преку усвојување на клучните измени на законот за матичната евиденција, со кој се поплачи патот за доцна регистрација на предходно недокументираните лица. Дополнителните измени на законот за прејавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните и законот за лична карта дополнително го зајакна овој напор заедно со нашите партнери при националните институции и УНХЦР. Мисијата подржа поефикасен процес на спроведување, обучи 154 државни службеници за применението на новото законско решение, обезбеди насоки за комплексни случаи и помогна да се олеснат стотици успешни регистрации. Овие заеднички напори ја направија Северна Македонија глобален лидер во ставањето крај на бездржавјанството, а тоа е и причината поради која сме тука денеска. Северна Македонија има навистина за што да биде горда славејќи го денешниот напредок. Би сакала да се охрабриме, да го искористиме овој позитивен залет, да чекориме напред кон затворањето на преостанатите околу 160 на случаи на бездржавјанство во државата. Овие случаи главно се во ромската заедница. Премногу поединци роми се уште се соочуваат со бариери при граѓанска документација и премногу ромски деца се раѓаат без државјанство. Ова останува итна и сериозна загриженост која повикува на нашето постојано и колективно внимание и действување. Правото на државјанство е цврсто сочувано во заложбите на ОПСЕ, вклучително и документот од Хелсинки од 1992, Истанбулската повелба за европска безбедност од 1999, како и акцијскиот план од Махрид за ромите и синтите од 2003. Овие заложби стакнуваат дека никој не треба произволно да биде лишен од државјанство и ги повикуваат земјите учеснички да преземат проактивни чекори за да се спречи и реши бездржавјанството. Мисијата на ОПСЕ во Скопје се разбира останува целосно посветена на поддржување на владата, граѓанското општество и релевантните институции за спречување и разрешување на бездржавјанството. Сосема случајно подоцна во текот на денот ќе се сретнам со новиот министер за здравство за да разговараме за конкретни чекори за разрешување на ситуацијата со ромски деца родени во болница без соодветна документација. Нашата цел е да утврдиме итни и практични решенија со цел да се спречат идни случаи на бездржавјанство. За крај
Сакам да ви се заблагодарам за вашата посветеност на оваа важна кауза. Бездржавјанството не е маргинално прашање, тоа е повеќе димензионален предизвик кој изискува обединет и инклузивен одговор во чија срж или јадро се луѓето. Пред да завршиме би сакала да споделам едно кратко видео кое ја раскажува приказната на еден поединец чиј случај е решен. Тоа служи како моќен подсетни дека засегнатите од бездржавјанство се луѓе. Тие се наши соседи, пријатели и членови на нашите заедници. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека ќе можете да ми издадете документи, лична карта. Банка ми кажува, дајте ми или пашеш, или лична карта. Еве и од кај банка напред, ништо не може да ми да прави. Ето е. I'm often being asked about the impact of our work. And I think it couldn't be more tangible than in this case, because at the end of the day, everything that we do is about. Ја извадих првата лична карта. Сега имам право за све. И за здравствена книжка, и за социјална помоќ. Благодарна сум за овце. Well, this is a great day, I think, for all of us. Most notably, of course, for Zulfia herself, who I congratulate, because today she has, after decades of living without documents, without access to her fundamental rights, she has for the first time received her ID card. So she's safe. So it's a big congratulations to Zulfia, and it's a big congratulations also to North Macedonia, who's a global leader in ending statelessness. Благодарна сум многу, нема од каде. Не знам како да зборувам. Dear attendees, allow me on behalf Почитувани присутни, дозволете ми од името на владата на Република Македонија да ви се заблагодарам за учеството и да ве поттикнам да продолжиме заедно во насока на нашата посветеност на унапредување на човековите права, еднаквоста и дигнитетот за сите денешниот настан покажа дека со визија, соработка и одговорност дури најсложените прашања може да се решат. владата на Република Северна Македонија да се заблагодарам за сите за учеството и ве охрабрувам да продолжиме заедно во заложбата за унапредувањето на човековите права, еднаквост и достоинство за сите. Денешниот настан покажа дека со визија, соработка и одговорност може да се решат и најсложните прашања. Благодарам за присуството на представниците од Министерството за внатрешни работи и неговите клучни сектори, секторот за државјанство, секторот за странци, управата за водење на матичните книги и секторот за лични карти, како и на представниците на Канцеларијата на Народниот правобранител, Агенцијата за национална безбедност, ОПСЕ, УНХЦР и други агенции на Обединетите нации, Советот на Европа, Делегацијата на Европската Унија, амбасадори и други соработници. Ви благодарам и ви посакувам пријатен ден, да одјавам уште и на албански. Тендеруар те пранишам. Посетување, дозволите во име на владата на Република Северна Македонија да ви благодарам за вашето учество и да ве охрабрам во напредувањето на правата на денешниот настан покажа се дека со визија по одговорност и соработка може да се решат и некомплексните прашања. Благодарам учесниците на МВР и нивните оддели за државјанство, за странци, дирекцијата за матични книги и за лични карти и представниците на национална ОПСЕ, УНХЦР и останати агенција на Make a family picture.
Ако може да направиме една групна фотографија, настанот затоа што е настан што треба да се прослави, ја мислам дека и надвор од салата има организирано и мал коктел, ве морам сега да направиме една фотографија. Foto în chaturi.